Чест и задоволство ми е што сме и оваа вечер собрани тука. Поводот е 3 декември, меѓународниот ден на лицата со инвалидност. Како и последните десетина години, така и оваа вечер традиционално Сојузот за спорт и рекреација на инвалиди кавадарци ќе го одржи шаховскиот турнир, во кој што своје учество ќе земат членови на Сдруженијата на телесни инвалиди, Сдруженијата на глуви и наглуви, Сдруженијето на слепи и слабовидни и лицата со останата инвалидност. Сите тие, значи, на некој начин се со нас последните неколку години. Овој турнир, значи, спрема месецот, нели, во кој што се одржува. Мислевме дека најкомпетентно е да биде во шах. Тој ги оправдува своите цели. Дел од овие шахисти, значи, високо котираат и во нашите, нели, државни надпреварувања. Оваа вечер, значи, со нас се и претседателите фактички на сите овие здруженија, со кои што заедно ја остваруваме мисијата да го подобриме животот, спортот и рекреацијата на овие лица во нашето општество. Оваа вечер чест ми е што е со нас и Марија Шандарова Попов, која што е наш надворешен соработник, иначе дипломиран дефектолог, која што во блиско време, значи, и ќе магистрира на таа гранка. Марија, сакам да го свечено отвори овој турнир и да имаме со неја една соработка која што понатаму ќе ни отвори други видици и други, нели, полиња кои што можат да ги опфатат овие лица со инвалидност. Марија има искуство затоа што работи со такви деца, кои што деца подоцна, нели, како наши членови ќе бидат сигурно успешни спортисти. Чест и задоволство ми е што сум дел од оваа година од традиционалниот шаховски турнир во организација на Сојузот за спорт и рекреација на инвалиди кавадарци. Значи, да се биде дефектолог и да се работи со лица со попреченост од најмала возраст, опфаќајќи ги и учениците во основните училишта и во предучилишните установи, па се до најголема возраст, веќе израснати како лица, не е храброст, туку е дар од Бога, доблест и бенефит. Затоа што, гледајќи се себе си, ги гледам и нив како мене. Еднаквоста, инклузивното општество мора да биде дел од нас. Затоа, сега свечено го отварам турнирот, традиционалниот турнир во шах, кој што се одржува секоја година во организација на Сојузот за спорт и рекреација на инвалиди кавадарци. Од моја име и од името на Сдруженијето на телесни инвалиди Мобилност кавадарци, сакам да ви се заблагодарам на вас како медиумски куќи, што навистина секогаш сте тука у интерес наш и секогаш имате коректен однос према нас. Сега, од моје име исто така сакам на моите колеги да му го честитам званичниот ден, меѓународниот ден на лицата со попреченост, независно од кој аспект и со каков хендикеп се соочуваат. Согласно исто така Конвенцијата на Обединетите нации за изравнување на правата на лица со хендикеп, ние имаме постигнато нешто, но сепак мораме да се бориме, нели, за да дојдеме до сета ситуација, мислам да се дојде до суштината. Начелно сакам да кажам дека сепак мораме да вршиме влијание и врз јавната свест и преку вас како електронски и печатени медиуми и преку социјалните мрежи. Сакав да кажам исто така дека независно кој колку може, кој колку сака, многу е битно да се види реалната ситуација и суштината на нас како луѓе со и не би сакал од било кој аспект, демек званичниот ден како 3 декември, било кој од вас, ја се извинувам да не повредам суета, како друга структура на лица, врз база на нашите, нели, хендикепи, да бидиме на еден начин да делите емпатија или сочувство. Не, сакаме да бидиме равноправни како било кој од вас. Независно перцепцијата ваша према нас, да, сликата е таа што ја носиме со нас врз база на нашиот хендикеп, али од ментален аспект и од ментален склоп, ние сме како гладијатори. Сепак дел од нас имаме и своји фамилии, имаме деца. Замислите која е таа енергија.
Во последните 4-5 години од аспект на инфраструктура се подобри ситуацијата. Преку Вардарскиот плански регион се направи елеваторот или лифтот во зградата на општината. Се направи невладиниот центар тука кај што сме, еве и сами сте сведоци, имаме клубче, сала кај што можеме било кога да се дружиме и да разменуваме наши мислења околу потреби или од било кој карактер. И мислам дека и во иднина се надевам дека ќе имаме разбирања и од локалната самоуправа и од државата, согласно законите. Би сакала да се заблагодарам што остана ова традиционално вака шаховскиот турнир, за да се покажеме и ние инвалидните лица дека постоиме и би сакала да остане ова и понатака. Јас сум секогаш тука и секогаш ќе помагам на сите, не само на слепите лица. И би сакала да кажам дека од некаде се почна, мислам. Најпрво би сакала да кажам што ни доделија канцеларии. Мислам дека е тоа најголемиот бенефит за нас, затоа што до сега бевме под кири, плаќавме над канавака. Па другите работи потом мислам дека ќе се решаваат. Исто така би сакала да искористам оваа прилика да се заблагодарам за достигашната соработка што сум работела со сите институции, со вас медиумите. Искрена благодарност, секогаш сте тука вие, со сите колеги тука од другите здруженија, благодарност, стварно до сега сме имале многу успешна соработка. Мислам дека и така ќе продолжиме понатака.